пресметка да се брани или да се одбрани македонскиот идентитет и така натаму. Вака, значи јас на почетокот кажав дека под професионалност не подразбирам непристрасност во смисла на идеологија и во смисла на генерална политика. Можеби партиски памфлетизам, кој што чат пат се појавува и во Македонија, е лош и не е професионален. Меѓутоа, идеолошко и политичко припаѓање на еден концепт апсолутно не е штетно и тоа го имаме како пример дури и во најразвиената демократија. Значи сите знаат дека CNN е лева, а Fox News, која што не ја гледаме во Македонија, меѓутоа е најгледана во Америка, е десна. И никој нема проблем со тоа. Значи никој не би требало и во Македонија да има проблем ако оваа медиумска куќа има десна, другата медиумска куќа има лева политичка провиниенција. Никој не се декларира дали е тоа лева или десна. Проблемот повеќе настанува во моменти кога тие што се обидуваат да направат такво влијание, се кријат зад непристрасноста. Значи, почесно би било да се каже, да, јас за ова прашање, како новинар, како уредник на телевизија или како уредник на оваа програма, имам ваков став. И многу поискрен би бил пристапот и од страна на политичарите, а 10 струко од страна на граѓаните. Проблемот е кога се доведуваме во ситуација да го чувствуваме ставот, ама да не го чуеме јасно. Прашањето на патриотизмот и предавништвото не е во категоријата на идеолошката матрица. Таа е многу чувствителна поделба која има, која навлегува во субјективитет, во индивидуалитет, во правото да мислам различно. Таа терминологија лично сметам дека не треба да ја користиме. Јас не го спорам правото и нити никогаш сум размислувал така, верувам дека и мнозинството од моите колеги, без разлика на која политичка партија припаѓаат, не пристапуваат со тоа дека некој од нас би можел да не си ја сака татковината. Едноставно, имаме различни видувања за тоа како треба да бидат постигнати заедничките цели. И сега, вредностен систем е. Вие сте растеле, сте се образувале, ве воспитувале на еден начин, мене на друг, докторката на трет начин. И сето тоа, целиот тој плурализам треба да го вклопиме во еден заеднички резултат. Меѓутоа, од една страна да не покажуваме нервоза од различното мислење, а од друга страна исто така да не покажуваме нервоза и фрустрација ако нашето мислење не е доминантно, што често се појавува. Еве, конкретниот случај, значи скоро 2 години во Република Македонија има одреден број на политичари, експерти, новинари кои што вршат сериозно влијание врз јавноста во смисла на прагматичност, воведување на прагматичноста кога се гледа спорот со името. Нема резултат од таквиот обид за влијание. Истражувањата на јавното мислење го говорат истото, дека резултатите пред година дена и сега во поглед на прашањата за името се истите. И сега, ако почне да се појавува нервоза и фрустрација од страна на оваа група на луѓе кои што легитимно имаат право да имаат различно мислење, тогаш ќе се појави дупло поголема нервоза од другата страна. И тоа е магичен круг, Чомов. Тука нема виновни и жртви. Само да ви кажам, да ви разбијам по моје чувство тезата. Пазите, има поместување. Знаете каде има поместување? Таму каде што вие мислите дека нема и не треба да има. Благодарејќи на овој медиумски притисок, 95% се уште има ЕУ и НАТО агенда. Ние да не, условно да кажем, да немаше медиумски притисок на таков план. Ама тоа не е спор, тоа секогаш било во Македонија и секогаш ќе биде. Тоа не е дилемата. Дилемата е прашањето кое што е поактуелно и кое што очигледно се обидуваат одреден број на медиуми да го избегнате тоа, дали вие сте спремни да прифатите било каков компромис за да влеземе во НАТО или во ЕУ. На тоа прашање истата бројка, меѓутоа во обратна смисла. Значи, дали сакаме да влеземе во НАТО и во ЕУ, Чомовски, апсолутно не смее никој од никого да го оттргнува и да се обвинуваме помеѓу себе дали добро, ама ако дувавме сите во иста тиква дека ова ќе ни го земат идентитетот, дека е тоа расло, ја мислам дека 94% ќе се откажеа од ЕУ и НАТО. Така што мислам дека тука некаков баланс има на општо расположение. Како што легитимно им го давам за право на колегите кои мислат дека е брана така наречената национална кауза. На крајот на краищата сите сме на пазар и тоа може секој да го види. Многу јасно. Ѓорѓе, поверете. Еве,
чисто како симулација, нека се праша било кој. Немој симулација, молим те, немојте симулација, молим те. Нека се праша Треба да се произнесеме и денес. Извинете. било кој гледач во моментов, од кога започна поделбата на патриоти и предавници. Точно Кирило Цилете моментот е пост Букуреш 2008. Јас не верувам дека Илија е авторот на тој проект, иако е еден од екзекуторите, бидејќи таква е работата во политичка партија. Знам кој е точно Никола Груевски лично и персонално. Кој е веќе политик? Не е политика, сега ќе завртам новинарство. Кој ќе видите каде се појавува премиерот, кој што не оди на дебати, на дуели. Никаде не оди. Ниеднаш не се појавил. Се легитимира и го легитимираат новинари, знаете ли каде, на кој мислам, разни late night шоуа и така натаму, кои што отворено од друга страна повикуваат на линч и да не кажам што се сам срам ми да го кажам пред камери. Кој ќе видите еден премиер кој што оди на дома на гости кај нив, кој што потоа тие на други начини, во други емисии шират сериозен говор на омраза, тогаш веќе од прилика приказната е спакувана. Еве ќе ви кажам уште еден пример, кој што мене лично ме засега. Исто на оваа тема околу како новинарите имаат порив да го објективизираат новинарството. Вчерашната моја изјава дека Груевски на кукавички начин ги постави спомениците во 3 часот Савајле. Кукавички во смисла дека бега од одговорност, не сака транспарентно да каже, не сака дебата, не сака да каже кај ги троши парите. Илија Димовски, кој што кажи мене, и затоа сакам да го спомнам, кажа дека ако е за СДСМ кукавичко поставувањето споменици на Гоци Даме, тогаш јасно ни е се од прилика тоа беше. Жалиме. Жалиме. Сега, како го пренесува тоа медиумите, вклучително ја еден? Го пренесува лошо и површно, без навлегување во суштината. И сега, бидејќи Илија тука, јас навистина сакам да го прашам, дали мислиш дека прво дека не сум патриот, дека не ја сакам држава, и дали мислиш дека таква изјава би дал, која што би значила предавничка или непатриотска? Зашто го кажам тоа? Бидејќи се знаеме долго време, и ако го мислиш тоа, или ако не го мислиш уште полошо, како воопшто што си правил кога си ја кажувал изјавата, со која совест, знаејќи при тоа дека не сум тој, дека не сум таков и дека лоше поставена изјавата. Назгора на тоа, денеска пуштате 5 луѓе, некаква иницијатива или фондација или како што ќе речат ова што кажа претходно, дека ги осудуваат како тоа патриоти, предавници, дами Гоци наши, никогаш не сме го негирали, тоа многу добро го знаеш. Така да тука еве ме интересира чисто бидејќи имаме прилика се видиме. Да, апсолутно. Значи дебатирањето и присуството на дебати или неприсуство на дебати ќе почнем од почеток, затоа е легитимна тема. Јас минатата недела присуствував на еден друг национален медиум, каде што требаше да дебатираме за референдумот, за името и така натака, иако бевте најавени вие дека ќе присуствувате, во последен момент беше откажано учеството од било кој представник на СДСМ. Тука не го субјективизирам, туку го ставам во објективна рамка. Значи СДСМ 2 недели бега од прашањата што со учеството на високи функционери во одредени настани во Република Македонија, да не кажувам дали СДСМ се согласува или само ќе остане на прашањата за одредени и така натака, и теми кои што беа актуелни. Меѓутоа ги објективизираме работите. Од друга страна, личното познанство помеѓу политичарите и личната почит понекогаш е терет, понекогаш е одговорност. Почесто треба да е одговорност. Мене дилемата ми е многу повеќе кога одредени личности ги познавам и имам изградено одредено мислење, меѓутоа кога ќе ги видам во друго светло. И навистина не верувам дека вие верувате во тоа што вчера го кажавте. Значи од аспект на Ама не го кажав, или тоа е суштината, за новинарство зборуваме. Значи како да се објективизира? Значи не го кажав тоа. Вие искористивте една категоризација, значи поопасно од лагата. Значи поопасно од лагата е само полувистината. Точно, така вие сте мајстори за тоа. Тоа е поопасно. И сега кога ќе кажете дека поставувањето, значи вие имате во денешните вестници слики од тоа како крановите ги местат спомениците, а е сонце, е светло. Значи не е транспортот се случил во текот на ноќта кога нема сообраќај по скопските улици. И ако тоа е тема за политичка дебата, да го дебатирам. Значи, дали новинарот е тој кој што ги ја довел до оваа, да кажем... Јас не можам да обвинам тука новинарот. Јас можам, значи, пазете, готови производи земаат новинарите многу често кај нас. Направи информација, немој да земаш готов спин од партиите, од било која партија. Превземен спин, го лепиш, правиш колаж, дава реална слика
на површно ниво, бидејќи таа изјавата, така сум кажал, всушност целата приказна е комплетно спинување и невистината. Затоа јас знам дека Илија не го мисли тоа дека јас мислам дека е лошо се постават споменици и дека тоа е дека тоа што вие го кажавте е ваш продукт. Ова е веќе детализирање. Сега јас сакам една работа, не можете